Здраво, другари! Еве на нас повторно во вашата омилена ТВ училница. Јас сега ќе ви го прочитам дневниот петков хороскоп. Четврток, денеска е денот кога сите звезди се спојуваат. Ова е навистина посебен ден. Денеска 15 минути ќе стоите на левата нога, а потоа 15 минути на десната. Потоа ќе замислите 30 минути и ќе скокате во место. Исто така, цели 5 минути со главата ќе правите тик-так, што значи ќе ја мрдате главата прво лево, а потоа десно. И дури 50 пати ќе окревате десното колено горе, према главата, и потоа 50 пати левото колено. Но бидејќи сите звезди се спојуваат денес, вие деца и покрај ова, денеска ќе ги напишете сите домашни задачи, плюс ќе прочитате 5 страни од лектирата, ќе си го наместите креветот и ќе ги изброите сите книги и сликовници во вашиот прекрасен дом. А сега ние може да продолжиме со следниот час. А тоа е часот по македонски јазик. Големиот одмор на сите нас ни дојде многу добро, меѓутоа е време нешто и да научиме. Така е. Но, ајде малку да се опуштиме. Моите ученици, а верувам и сите други, многу ја сакаат играта на буква на буква. Сакате малку да играме? Ајде да се опуштиме. Еве јас ќе кажувам буква, а вие ќе ми кажувате зборчиња кои што почнуваат на таа буква. Па да почнеме. На буквата Г. гулап, Гавран. Грозд. Добро. галичица, Супер. Грозје. Супер. градина, Може. Графче. Грашак. Уште никој зборче? Грашак. голем грашак, Голем грашак. Вие тројца, а кажавте толку многу зборови, а замислете сите ученици пред малите екрани колку многу зборови кажа. Ајде одиме на следна буква, добро е, доволно е за Г. На буквата З. Зап. Може? зошто, Зелка. Змија. Зајак. зимница, Може? Зебра. Зомби. Добро. Ученици, вие смислувате? Се надевам дека да. Сигурно. Ете така вредни се нашите ученици. Сега, денешниот час ќе го посветиме на нашите третооделенци и, верували или не, јас делумно ви ја открив целта на часот. Денеска ќе учиме, ќе пишуваме латиница, ракописно, затоа што веќе предпоставувам дека сите третооделенци го знаат печатното писмо на латиница, сега одиме со ракописното. И веќе ви ги открив новите буквички, а тоа е буквата Г и буквата З. Значи, тука ги имаме споредбено на кирилица и на латиница Г и на кирилица и на латиница З. И верувајте, доколку го знаете ова да го пишувате, нема да имате ниту мал проблем за да го напишете на ракописно латиница. Јас сега, чекор по чекор, ќе ви ја ги запишам новите буквички, а вие повторувајте го тоа во вашите тетрадки. Па да започнеме. Нека биде прва буквата Г на ракописно латиница. Како ја запишуваме? Правиме едно полукрупче и долу буква Ј. И сега сите ученици ќе кажат, но не подсетува на С. Да, во право сте. С и Ј во кириличното писмо на ракописно ни ја дава буквата Г во латиницата ракописно. А што се однесува до малата, таа, верувајте, е уште полесна. Значи имаме круг, кој што доле го поврзуваме, го завиткуваме малку и додаваме црта за да се спои во зборче доколку се наоѓа. И ова е малата ракописна латинична буква Г. И сега многумина од вас повторно ќе споредат, па ова веќе го знаеме, ова е Д во кирилицата. Ете, толку од Г. Нема да имате никаков проблем доколку ме следевте внимателно. Да преминеме на буквата З. Верували или не, доколку ова го сработивте, ова ќе биде песна за вас. Значи, правиме една брановидна линија
исправена кон лево и повторно брановидна и ја добиваме ракописната латинична буква З. А малата се пишува сосема исто. Колку лесни букви имаме за денеска. З. Значи ги имаме ракописната латинична Г и ракописната латинична буква З. Г како грозд, Г како глушец, Г како гума. Како гаргара. Како гаргара, може. Гаргара. Така. И З како зоран, З како Зајак. З Змија. како зап. Еве тука имаме и некоја сликичка. Погледнете, Г глувче, Г како грозд, З како зајак и З како змија. Ете, змијата не ја спомнавме ниту еднаш. Сега ги напишавме, верувам дека и вие го запишавте сето ова. Може ли сега зборовите што ги кажавме во играта да видиме како се запишуваат на латиница? Може. Да. Може. Ајде да одиме со зборчето грозд. Може. Може. Значи запишуваме. Г Р О З и на крајот Д. Грозд. Горан. Може? Може. Да. На почетокот, значи ја пишуваме големата латинична буква Г. Горан. Така. Да видиме и како З ќе ја поврземе во зборчиња. Ајде, идеи, дали имате вие нешто? На буквата З. На З не мора да е на почеток на зборот, веќе не играме на буква, може и да е во средината на Така. зборчето. Коза. Може. Коза. Супер. Може и воз. 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 Мозок. Мозок. Внимателно пишувајте поврзувалките, спојувалките кои што ни ги поврзуваат зборчињата кај ракописните букви да бидат добро напишани. Значи Г и З ни беа на за денешниот час. Сега, како и секој наставник, и јас сакам да давам помалку домашна, ништо претерано и ништо премногу за нашите деца, нели? Можат во своите тетрадки да си запишат по еден ред со ракописната латинична буква Г, голема и малата веднаш до неа, и буквата З. Напишете си зборчиња кои што почнуваат или пак во себе ги содржат овие две букви кои што ни се нови за денеска, а за оние највредните напишете и смислете некоја реченица која што ќе ја напишете на ракописното кирилично писмо. Одлично. Да. Можеме уште некој зборче? Ајде, Цветко, сакаш ли ти да пробаш да напишеш нешто? Да напишам. Ајде, повели таму, земи си. Што да си земам? Маркер. А, Маркерче, фломастерче, нека Да биде си различна земам. боја. На која буква? Г или З? Гулаб. Може. Може? Може. На латиница? На латиница. Голема да биде првата буква? Го помина третото деление ти веќе? Да. Добро, значи можеме. Ај мала нека биде. Мала. Л. Браво. А, Б. Б. Како ќе биде? В на кирилицата. Браво, супер. Ега. Ај, убав ракопис имаш. Па да, ајде Марија сега, Ајде. теме да те видиме. Ајде Марија. На буква З. З. Зајак. Не, нешто потешко за тебе. Ајде потешко. Заболекар. Ајде да те видам сега. Заболекар. Ајде да видиме.
Р. Го утнав ова само. Добро, Марија, одамна си била ти трето Трето оделение, па не оделение, може. па нормално. Така. Диле, Уште никој е зборче. ајде, Ајде, ајде. ајде. Е поедноставен. Ќе запишам. Зап. Зап. Одлично. Е, Да. така. Значи, од овие зборчиња можеме да составиме и реченици. Видов гулаб во дворот. Така. Или возот Ме болеше помина. забот и бев на заболекар. Така. Така. Ги измив забите, направив гаргара, па отидов на заболекар и си го поправив забот. Одлично. Така е. А вие, драги деца, вежбајте си дома, смислувајте си реченици, кратки, сложени, долги, кратки. Цртајте си во тетрадките, на зидовите може, но да ги прашате вашите родители и И да не заборавиме да си ја напишат својата домашна работа. се разбира, тоа е најважно. Ке правиме мала пауза? Ќе правиме Може. сега. Ајде да направиме мала Ајде, пауза, затоа ајде. што јас се изморив од овие тешки зборови. Заболекар, мозок, гроз, Так. пауза. Еве да напишеме пауза. Пауза. П. Пауза.